Се обидува ли владата да го смири револтот во јавноста по најавата дека ќе се субвенционираат вработувања по етничка припадност во приватниот сектор, откако претходно се пофали со успехот на Дуи да го убеди премиерот владата да дава пари за фирмите да ангажираат албанци, сега Артан Груби ретерира. Тврди дека и за вработување на македонци во Тетово и Гостивар ќе се давале субвенции. Не знаел зошто се кренала толкава врева во јавноста околу оваа мерка. Наискрено да ви кажам, не ми е јасно затоа што тоа е всушност почитување на Уставот. Уставно начело е правичната застапеност. Тоа го правиме во нашите институции, зашто не би го правиле и во компаниите. Не збориме за вработување на неквалитетни кадри или кадри кои што не ги исполнуваат условите за да ги извршат работните задачи. Збориме за најтранспарентен начин на избор на најквалитетните кадри, при тоа запазувајќи го и уставното начело за адекватна застапеност. И премиерот се обиде да вањато пари на фирмите за вработување по етничка линија да го објасни со така наречениот регионален пристап, односно во општините каде што се малцинство да се ангажираат македонци со субвенции од владата. Дефинитивно, кажувам, субвенции ќе има за сите етнички заедници, за сите иницијативи. Регионалниот пристап ќе продолжи. Ќе гледаме низ регионите и низ потребата од квалификувана работна сила, но и на мотивацијата на граѓаните да се квалификуваат за потребите на пазарот низ трудот. За разлика од Заев и Груби кои зборуваат за етничка застапеност во приватниот сектор во кој владата не би требало да има ингеренции, за вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, професионалноста и стручноста, а не етничката припадност, треба да има клучно влијание и при ангажирање и при субвенционирање на вработувања. Сепак одби да одговори дали биле одобрени финансии за оваа мерка во четвртиот пакет помош за бизнисот, во предстојниот ребаланс или пак во буџетот за наредната година. Јавноста бурно реагираше на предлогот на Дуи. Според граѓаните, но и бизнис заедницата, изјавата на Груби е уценување на компаниите. Критиките се дека е недопустливо работниците да се дискриминираат по етничка основа и власта да се меша во приватниот сектор.